Падна 15 високи службеници од Министерството за внатрешни работи. Незаконски издавале дозволи за поседување на оружје. Отпуштени се од работа, информираше министерот за внатрешни работи. Панче Тошковски порача оти ова е доказ дека недопирливи нема и секој кој ќе го прекрши законот ќе одговара. Министерството за внатрешни работи, одделот за дисциплински постапки, спроведе дисциплинска постапка по предлог на одделот за внатрешна контрола за поголем број на лица и за оние каде што се констатираа незаконитости, а при тоа истите не беа застарени како предмети, донесе, колку што сум запознаен, 15 решенија за отказ на високи полициски функционери кои издавале дозволи и работеле спротивно на закон. За да не се случуваат коруптивни дела, МВР ја промовираше новата дигитална алатка преку која граѓаните ќе можат да поднесат барање за добивање на дозвола за поседување на оружје. За министерот Тошковски, ова е значаен чекор за кој ќе се намалат и редиците пред шалтерите. Селективно во минатото се постапувало исклучиво само за предмети каде што надвор од закон интерес имал конкретен полициски функционер да даде наредба или да не даде наредба, да се постапи или да не се постапи селективно, а не хронолошки како што требало да постапува. Дигитализацијата е високо на реформската агенда на владата. Алатката, која ја воведе Министерството за внатрешни работи, е само една од многуте новини кои ќе бидат спроведени во оваа насока, а ќе бидат поддржани од Министерството за дигитална трансформација. За министерот Стефан Андоновски, ова е значаен чекор што не приближува до европските стандарди. Министерството за внатрешни работи го изработи внатрешниот процес, Министерството за дигитална трансформација изработи апликацијата на порталот преку која што граѓаните ќе аплицираат и ги повикувам граѓаните масовно да го користат порталот и за оваа услуга и за сите останати услуги. Инаку, од МВР потврдија дека постапката за добивање на дозвола ќе се спроведува преку електронскиот систем, услуги GovMK, каде веќе е поставена посебна опција на која граѓаните ќе можат да поднесат целосна документација. Доколку поднесителите на барање бидат одбиени, од МВР апелираат да се обратат до подрачните служби кои работат на оваа проблематика.